Здраво Македонијо, добро вечер и добро дојдовте во уште една малку скратена верзија на вечерното шоу и во ведниот уреднички коментар, односно стендап. Поради изборните правила, според кои во мојата емисија не смее да има изборни спотови. Такви мора пак да има на ТВ Алфа пред полнок и затоа имаме ограничено време од 75 минути максимум за целата емисија, па да ги искористиме максимално. Деновиве во духот на старата добра традиција, политичкото лешинарство си најде нова тема како да создава атмосфера на хаос, од која ќе може да влечат поени и гласови некои партии пред изборите. Причина? Обид за убиство во Куманово. Одиме со ред. Зекирија Шаини, носител на листата на Дујево Липково и лекар-пулмолог, е во добра здравствена состојба и по краткиот болнички престој е пуштен на домашно лекување. Шаини беше застрелан во центарот на Куманово и имал 4 рани од куршуми. Снимки од безбедносни камери покажуваа дека маскираниот напаѓач истрчува од влез и со пиштол пука кон Шаини, кој бил во својот голф. Од обвинителството вчера соопшти дека според првичните информации мотивот за нападот не бил политички, но се проверуваат сите индици. Тоа е веста. Еден од настаните на минатата недела. Доктор Зекирија Шаини, носител на листата на Дујево Липково, беше застрелан среде бел ден во Куманово. Добар е, фала Богу, пуштен е дома, се е окей сега за сега. Обвинителството веднаш ги сподели првичните сознанија за случајот дека не станува збор за обид за убиство кој е политички мотивиран. Сепак, тоа не ги поколеба политичките партии да се обидат фигуративно да пукаат кон противниците, злоупотребувајќи го овој страшен настан. Случајот доби политички димензии, бидејќи Шаини е актуелен претседавач на Советот на Липково предложен од ДУИ. Неговата партија денеска ќе паузира со предизборни активности, а нападот го нарекува варварски чин со силни индиции за атентат и побара безбедни избори и ефикасна истрага во интерес на безбедноста на граѓаните и државата. Бараме да се преземе итна акција без одложувања и без политички калкулации. Да се идентификува и уапси сторителот, како и сите лица вмешани во организирањето на овој напад. Доколку е можно, политички кандидат да биде нападнат со огнено оружје во средизборна кампања, во сред град, тогаш ниту еден граѓанин не може да се чувствува безбеден. Од ДУИ загрижено и оштро реагираа дека им мирисал на политички атентат случајот со пукањето врз доктор Шаини и нагласија дека ако се одолговлекувало решавањето на случајот, државата можела да биде небезбедна. Овој случај не смее и не може да остане без епилог, а истиот мора да се заснова на факти. Секое молчење или институционално одолговлекување би представувало сериозна неодговорност и директен ризик за безбедноста во државата. И после кога ќе им речеш дека се закануваат со дестабилизација како паднати од Марс ке се. Не се атентат, ризик за безбедноста на државата. Одиме понатаму на Бихачка, а оттаму, како по обичај, побараа оставка од Панче Тошковски. Поради нападот, но и според нив, лошата безбедносна состојба и оружени инциденти во градска средина, СДСМ побара оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Не е само последното пукање во Куманово, непрекинатиот раст на вооружените и насилни инциденти во различни градови е сигнал за целосно системско потфрлање на безбедниот апарат. Нема ниту превенција, ниту соодветна реакција. Затоа мора да има одговорност. Министерот Панче Тошковски без око да му трепне јавно соопшти дека не чувствува никаква одговорност за колапсот на безбедносниот систем и фактот што на улиците се пука како да сме див запад. Оставка него како? Џабе обвинителството вели дека според првите сознанија не се работи за политички инцидент. Не се чека истрага. Веднаш се партиите истражни органи во битка за поен плюс и создавање атмосфера на немир, каква што веројатно процениле дека им одговара во предизборниот период. Во соопштение на својот вебсајт од Бихачка велат: последниот вооружен инцидент во Куманово е најсериозен инцидент во пресред на локалните избори кој внесува сериозна загриженост за јавниот ред и мир и безбедноста на граѓаните. Се случува тотален распад на безбедносниот систем и фијаско на министерот Панче Тошковски.
Да резимираме. Атентат, ризик за безбедноста на државата, оставка од Тошковски за најсериозниот инцидент. Никој не смее да направи криминал во Македонија, па да биде потоа гонет за тоа. Разбирате, кога беше СДС на власт, тогаш немаше криминал. И Тошковски треба да знае, пред некој да направи криминал, да оди да го уапси. Не бива вака, откако некој ќе направи криминал, тогаш да биде уапсен. Јасно? Ама овој лошиот министер така прави. Ги апси откако ќе пукаат, па така беше и овој пат. Спремете се за пресврт, ала шпанска серија. Нападачот кој маскиран пукаше во пулмологот Зекирија Шаини е од Гостивар. Има 36 години и се уште е во бегство. Но зад организацијата на обидот за убиство на лекарот од Слупчани и носител на советничка листа на ДУИ во општина Липково, стои сопругата на жртвата, соопшти МВР и потврди дека таа е уапсена. На 7 октомври, полициски службеници од СВР Куманово ја лишија од слобода 43 годишната АА од Тетово, поради основи на сомнение дека е поврзана со обидот за убиство на нејзиниот сопруг Ш43 од село Слупчане, Липковско. Исто така, во врска со настанот на службен разговор во СВР Куманово се повикани 6 лица. Против 36 годишниот ЛФ од Гостивар, кој се сомничи за обид за убиство и се уште е во бегство. По консултација со основното јавно обвинителство, исто така ќе биде поднесена кривична пријава. И сега, што правиме? Атентат, ризик за безбедноста на државата, оставка од Тошковски, фијаско на безбедносниот систем, затоа што според информациите сопруга нарачува убиство на сопруг. И овие информации во новинарските кулуари се знаеа непосредно после овој обид за убиство, а сигурно ги знаеле и политичките партии, кои решија сепак да креваат джева и манипулираа со емоциите на јавноста, бидејќи од некои причини мислат дека така им чини. Со сиот ризик на крај да испаднат, знаете што, како што испадна и едни мои стари другарчиња подкастери, кои пак тврдеа дека ВМРО било способно да организира ваква грозна дешавка, за после да го обвинувало ДУИ за тоа. Лудо и незаборавно. Кампања е, се губи компас, ама малку исав да се има неке е лошо. И кога сме кај губењето компас, две брзопотезни клипчиња до крај. Прво, оптимизмот кај антифаворитите. Добро вечер, центар, добро вечер, другарки и другари. Гора не геше да каже ништо за противниците, јас ќе кажам само една работа. На 19 октомври ќе ги направи салата. Ау. Немој, не ме радуј. Од оние кои ја научија лекцијата, нели, дека ароганцијата не им носи поени, дека не е добра, дека ароганцијата веќе не живее на Бихачка по промената на претседателот, по доаѓањето на Венко. Доаѓа најава за правење салата. Откако претходно поради ароганцијата која ги водеше во погубни политики, беа на ренде дробени, сега тие ќе правеле салата. Изјава која приличи да ја каже некоја зелка, можеби, ама тоа е. И кога сме кај зелка политиките, уште еднаш, пред избори ја врати старата губитничка тема овој човек, она инсистирање на уставни измени без гаранции никакви и по бугарски терк. Какви се тие бугарски куфари? Се што направивме е што предложивме декларација со која што требаше да има национално обединување. Таму се заедничките црвени линии. Ајде да го направиме тоа заедно во интерес на сите граѓани. Граѓаните сака да видат на Македонија како напредува во Европа. И јасно се дефинирани црвените линии. Дополнително на тоа, такви така наречени црвени линии има и во програмата на ВМРО ДПМН 1198. Се што направивме, вели, понудивме обединувачки червени линии. Ништо друго. Плюс, вели, ете истите ги има и во програмата на ВМРО. А сега ќе се чита од програмата на ВМРО директно во штабот на СДСМ. Во програмата 1198, на страна 153, македонскиот многовековен идентитет, јазик, посебност, култура, обичаи, традиции и херои не смее да бидат дел од било какви политички преговори. Секој обид за отворена дискусија за билатерални, мултилатерални прашања на политички план околу идентитетски прашања и карактеристики на македонскиот народ ја спорува македонската самобитност и единственост. Што е разлика? Што е разлика? Што е разлика? Што е разлика? Што е разликата? Што е разликата, а? Што е разликата, бе, а? Ајде,
Разликата во пристапот на ВМРО и СДС ќе ни ја каже еден човек кој мислам дека го знае и овој што прашува што е разликата. На крајот на овој предлог документ е една временска динамика за која што исто така очекувам дека ќе има предлози за разгледување, за модифицирање, меѓутоа ова е нешто што сметаме дека треба да биде приоритет. Временска динамика. Сметаме дека собранието треба да започне после соодветни припреми постапката за измена на уставот да се достигне до фаза на прво гласање најдоцна до 15 декември 2025 година. Малку подголтна, откако најави дека има една ситница мала во нивниот документ, а таа ситница е едно мало временско ограничување дека веднаш по избори треба да влеземе во процес на уставни измени, без гаранции, без бутур, исто како во 2023, кога сакаа да ги протнат тие бугарски нарачки во нашиот парламент. Па јас сега да прашам повратно, што е разликата меѓу ова што сега го бараш и она поради кое бевте торпедирани на избори? Што е разликата? Што е разликата? Па нема разлика. Тоест, пардон, има. Разликата е неколку стотици илјади гласови. Тоа е разликата. И со среќа со овие политики на 19 октомври. Иако се локални избори, знаат луѓето да проценат кога и кому треба да му се даде сила согласно најавите кои ги прави. А најавите дека како слепи за стап или само слепци без стап се држите за бугарскиот став, мислам дека ќе видите што е разликата. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со историчарот и голем борец за македонските прашања и теми од Австралија, Ицо Најдовски Перин. Ке биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, четврточно издание, прво за оваа недела, продолжува со разговорот во студио. И имам чест да ви кажам дека за прв пат во мојата емисија, значи ќе гледате некој нов човек, не е нов во медиумскиот простор, многу повеќе од колку години што сум јас жив, тој е присутен во јавноста, но за прв пат во вечерното шоу е Ицо Најдовски Перин, историчар и еден од најголемите борци за македонските прашања, проблеми и за македонската кауза во Австралија и во Македонија. Неуморниот Ицо, добро вечер и добре дојде, благодарам за оваа чест и прилика. Добра вечер на вас и добра вечер на сите гледачи на телевизија Алфа. Ја искористивме оваа можност, ти си во Македонија. Колку често всушност доаѓаш тука? Па од 95-та година чинам дека е скоро секоја година или секоја втора година. И сега повторно си тука и со една кауза, за тоа ќе конкретна мисија, ќе зборуваме малку подосна за тоа, но може би за оној мал дел од публиката кој што сигурно те видел, но не ја знае баш точно твојата биографија, лична карта народски кажано. Твојот пат во Австралија кога започнува? Видите, јас сум роден во селото Оптичари Битолско и некаде 85-та година, на 25 години, почнав да размислувам дека треба да одам некаде заради економските услови во тоа време. И виза имав за Австралија, меѓутоа немав одлучено дали ќе одам или не. Со другарите бевме на Јадранско море, се вратив назад за Илинден на 2 август и одлучив на 17 август 85-та година да одам во Австралија. Битолскиот крај е познат по иселувањето во Австралија. Јас имам во мојата фамилија и од страната на баба ми, на дедо ми, еден куп роднини во Австралија. Си ги поздравувам сега сите и сите македонци таму. Така да не е новина да Битолскиот крај гравитира кон Австралија, како што поразговаравме пред емисија, но интересен факт е да се спомне колку македонци прво има во Австралија според официјални и неофицијални бројки. Па видите, само да се навратам малку на Битолскиот крај. Во моите истражувања кои сум ги правил на Универзитетот Викторија во Мелбурн, забележав во предилинденскиот период и последилинденскиот период од 8 до 10
од селото Цапари, битолско, се населени во Австралија и се водат како македонци. Уште пред Илинденското Да, уште тогаш и значи иселувањето на македонците не било после Втората светска војна или пак 60-те години, кога беше масовното патување во Австралија и така натаму. За прашањето колку македонци има во Австралија, спрема пописот официјално има околу 120.000. Меѓутоа, ние сметаме спрема нашите демонстрации кои сме ги правеле, бидејќи на демонстрациите собираме 50 до 60.000, 40 до 60.000. Ние сметаме дека сме околу 300 до 350.000 во цела Австралија. Фактички разликата е веројатно оние помладите кои што се веќе трета генерација македонци во Австралија и сега тие се нормално родени се во Австралија, тие имаат. Па и Австралија си има своји закони. Родените во Австралија по автоматизам се австралијанци и ги пишува како такви. Каква е политиката на Австралија генерално кон македонците таму? Па видете, Австралија имаше притисоци од независноста на Република Македонија, каде што се направија некои пропусти, односно не пропусти, туку намерни активности од власта на Викторија, па и федералната влада на Австралија. Најнапред Джеф Кенет беше премиерот, платен убаво од грчката заедница и од грчките политичари, кога македонскиот јазик го преименува во македонски словенски. Тогаш жестоко ние реагиравме. Тука морам да ја спомнам Пандора Петровска, Снежана Климовска, Сдруженијето наше на учителите и професори и така натаму. Советот на македонската заедница, Комитетот за човекови права исто така од Мелбурн и Викторија. Сите заедно реагиравме и после еден долг период на судење, премиерот го загубе случајот и ние си го вративме името македонски јазик повторно. Сега како таков екзистира, постои. Вториот прекршок и навреда за македонците беше дискриминативна, кога федералната влада под притисок повторно на грчката заедница 90-тите години нас не преименува во Macedonian Slavs или македонски словени, да. Slav Macedonians. И тогаш имавме големи демонстрации, жестоки демонстрации и тоа отиде на суд и тоа Врховниот суд на Австралија спрема Уставот на Австралија, законите на Австралија, ни го врате правобитното име. Бидејќи секој има право на самоопределување. Секој има право на самоопределување, без разлика на притисоците кои се прават од други етнички заедници, дали те признаваат или не те признаваат. Главно, генерално, мислам дека ние сме прифатени од австралиските власти во Австралија како македонци. Немаме некои дискриминации посебно околу индивидуално, па да можам да речам и групно, но сепак грчката заедница е помногу бројна и знаете, она политичкиот дел влегува во сила, каде што гласовите од грчката заедница им требаат на индивидуални политичари, дали се на ниво на Викторија, на држави во Австралија или сепак на федерално ниво. Сепак се многу поорганизирани од нас. Колку се побројни од нас? Па спрема пописите се дупло побројни. Ако сме ние 120.000, тие се некаде околу 250.000. Инаку и тие кажуваат дека се некаде 500-600.000 дека е грчката заедница во Австралија. А зошто се подобро организирани? Дали тука е клучна подкрепата од државата? Апсолутно. И она фамозно грчко лоби, нели, кое што постои апсолутно во сите важни земји во светот? Јас кога мислам дека беше 94-95 година, кога ја правев втората или третата, мислам беше книга кога ја пишував македонците во современа Австралија, наидов на една книга каде што пишуваше дека грчките власти одма по Втората светска војна
А и пред тоа, меѓутоа засилено после Втората светска војна, праќаат нивни експерти во образованието, да ги насочат луѓето способни во образованието да влезат во институциите на Австралија, во политиката, во здравството и на сите полиња каде што има потреба, за да можат да држат да бидат цврсти и да бидат фактор кој одлучува во Австралија за иднината на австралиското. Препознале тие дека таму поради големиот број на македонци таму, дека би можело да има борба и нели се подготвиле за таа борба. А кај нас како ако сакаш да тргнеме од тоа како сме ние организирани во Австралија, од кога датираат првите организации, па се до вечниот проблем подвоеноста и како таа се рефлектира таму, дали од овдека ние ја зрачиме натака или не? Видете, македонците во Австралија се единствени и обединети. Добро. Меѓутоа, уште 30-тите години во Австралија доаѓаат преку МПО, преку црквата бугарска во Мелбурн, во Викторија или Перт, во Западна Австралија, луѓе, односно владиката Андреј Велички, па и некои други политичари од тогашната фашистичка Германија на цар Борис, нели, пред Втората светска војна. Имаат и клубови во Мелбурн, Тодор Александров, имаат во Перт, Аделајд и така натаму. Меѓутоа, македонците, начело да речеме со Ристо Алтин, Стојан Србинов, Мик Веловски, кој е се уште жив, 103 години е во Сиднеј, Ило Малков, Кони Папас и Крис, односно Кирил Ангелков, неговите роднини се уште се многу активни во Перт. Крис Ангелков, веројатно, знаете. И тие ја формираат основата или темелите на македонската заедница во 30-тите години како противтежа на грчкото лоби и на бугарското. Тогаш српското е многу мало и воопшто не постои, меѓутоа бугарското преку влијанието на МПО, во Америка пуштаат корени во Австралија, меѓутоа никогаш не ги зацврстија, никогаш не израсте нешто во Австралија. Впрочем и не постои бугарска заедница, нема ни бугарско радио. Имаат една црква, таа е македонската црква што ни е зедоја 88 година, Свети Кирил и Методија се освети 50-та година, односно 56-та. И преку тие институции вршеа поделба, а особено се обидувале, но не успеа. Да, меѓутоа значајно е ова да го одбележам дека владиката Андреј Велички од Бугарија во Америка, од Америка во Австралија, им вети на македонците дека на македонски јазик ќе се служи во Свети Кирил и Методија, ќе стави македонски свештеник и тоа го направи тој, го стави Петар Филипов од селото Нерет, 50-та година го запопија, го ракоположија како свештеник и нашите кога слушнаа на македонски јазик да се пее, голема била радоста и не воделе сметка околу имотите, околу како е регистрирана црквата и состојбата. И кога митрополитот Тимотеј сакаше да назначи наш македонски свештеник, тогаш бугарите не однесоа на суд и ние го загубивме. Сега околу организирањето на македонската заедница многу е важно да кажам дека до независноста на Македонија ние знаевме дека се бориме против УДБА, ние знаевме дека се бориме против грчката разузнавачка служба и бугарската. Од 91 година наваму доаѓа секакви мисионери, политичари, политичарчина, свештеници, владичина и така натаму. И тие ја разнебитуваат македонската заедница. А впрочем, ние како македонци немаме никакви проблеми дали сме од Република Македонија, дали сме од Егејска Македонија, Вардарска, Пиринска или пак еве имаме многу активисти и од Преспа, од Пустец. И се уште тие ги има во Западна Австралија, во Манџибоп, во Брук, така се вика градот многу горе нагоре од Перт. Во Перт има и Джералтон, ги има и тие беа во организациите во 30-тите години и 40-тите години. Сепак ние успеваме од овдека оние внатрешни подоби во општеството тука да ги пренесеме, да се обидеме да ги пренесеме и преку океани, се до Австралија. Па видите, за жал, наместо ние да имаме на јака македонска диаспора, да имаме иселеници организирани,
Еве еден пример ќе ви кажам, јас веројатно ви е познато, меѓутоа сепак за гледачите ќе кажам, дека Албанија секоја година 800 до 850 активисти ширум светот, еве Еди Рама од како е на власт и пред тоа, меѓутоа Еди Рама ги поканува во Тирана секоја година или секоја втора година и имаат еден форум. Дали се од Чемерија, дали се од Македонија, дали се од Албанија, дали се од Црнагора, Косово, тие представуваат една Албанија. Додека ние од Републиката, за жал, не сме добиле таква подкрепа. Разбирам. Генерално предпоставувам тоа е вашиот став и при контакти со нашата диаспора од Соединетите Американски држави и од Европа и од каде и да сме. Видете, дека Богдан, таа врска меѓу матицата и селениците не е како што би можела да биде, така? Ама тоа е присутно, тоа е видливо. Јас не можам да кажам нешто што не е точно. Еве, вие имате забележано некоја македонска организација која е многу силна да присуствува? Не. Ако некоја организација се произнесе и излезе како добар организатор со многу македонци позади него, и тогаш се елиминираат тие луѓе. И сега Зошто мислите дека е тоа така? Па зошто е, не знам зошто е, меѓутоа постојат тие не би сакал толку многу да навлегувам, меѓутоа еве и сега се организира некаков светски форум, а позади тоа стои еден човек од иселениците. Не одат, например, каде што се луѓето, каде што е Престон Македонија, каде што е Совет на македонска заедница, каде што е Сдружение на учители, каде што сме сите ние. За каков светски форум зборуваме? Во Австралија? Па има некоја иницијатива, не би сакал да навлегувам. Добро, не е разбирам. тоа само за Австралија, туку е македонците од иселеништвото, да се создаде некој совет на македонска заедница од иселениците. Меѓутоа, Тоа е добра идеја, но треба нели апсолутно, меѓутоа не треба да се селектирани луѓето. Разбирам, Па што ако јас, например, имам поинакво мислење за некои работи? Јас она што сакав да го кажам, имаш право на поинакво мислење. Често пати со нашите врвни политичари, изминатите премиери и председатели, сум кажувал дека она вие што не можете тука да го кажете пред овие коледарите што доаѓаат од Европската заедница, од Европската унија и овие амбасадори кои се овдеки коледари во Република Македонија. Ние можеме да го кажеме и ние ќе им кажеме на американците и на швеѓаните и на холандјаните и на французите и германците и на онаа калас која доаѓа сега во Република Македонија и да не убедува дека треба да смениме уставот ние па да влеземе во Европската унија. А кои се тие да ни го креираат идентитетот? Тој идентитет се носи со милениуми наназад, не е од вчера. Од кога е Александар Македонски присутен во Австралија? Александар Македонски присутен од 45-та година. Сдружение на граѓани или Да, македонците од Егејскиот дел го регистрираа организација која покасно влезе во Македонско-австралискиот народен сојуз под името Александар Велики од Аделајд. 1945 година. Да. Бидејќи голем број од иселениците во Австралија потекнуваат токму од Беломорскиот, од Егејскиот дел на Македонија. Тие се основоположниците на македонската заедница 30-тите години во Перт и во Мелбурн. Го спомнавте господинот Ристо Алтин кој што беше почина 2007 година. Првоборецот да кажеме за македонските права во Австралија, покрај другите луѓе кои ги спомнавте. Тој е на 17 години заминат во Австралија, така? Да. 1937-8 така да, нешто? 37. Знам една интересна анегдота ми раскажавте, би замолил да ја повториме во емисија, чисто за да кога некој денес ке те убедува антиквизација имало во 2007, 2008 и така натака, која е борбата што тие луѓе носели? Господинот Алтин потекнува од селото Нерет. Не, од селото Лаген, Леринско. Лаген. Така. Роден е 19-та година. 1919. 19-та година, бил 17 години кога доаѓал во Со брод? Со брод, да, со брод. И на бродот? И на бродот група македонци и група биле грци. Етнички грци и етнички македонци. Меѓутоа стравот и она дека се уште се во Грција спрема зборовите на Ристо Алтин, кој јас често пати правев интервјуа со него за македонската радиопрограма 3 пати Z.
Па и така, многу блиски бевме како активисти. Јас многу научив и од него за Австралија. Ристо кажуваше, вика, се качивме на бродот и додека излеговме од Грција во Медитеранското море и така Средоземното море, така, вика, ние зборувавме на грчки. После тоа се ослободивме и почнавме да зборуваме македонски. И еден, вика, од грците дојде и вика, ај прекини да зборуваш таков навредливо. Сега не сакам и ромите да ги вреѓам, џупски јазик. Така му рекол гркот на Ристо Алтин. Така му рекол на Ристо Алтин и Ристо Алтин му рекол дека јас зборувам македонски. Тој не постои тој јазик. Како не постои, ве зборувам. И се чапнали да се тепаат. Се тепале едно време, едниот загуша, другиот загуша, тој кој ќе падне во океанот. Кој ќе фрли од бродот. Кој ќе фрли во океанот и истрчале другите пријателите од едната и од другата страна, исто така и персоналот на бродот истрчале, па ајде некако ги смириле, ама спрема неговите зборови веќе бил на пат гркот да заврши во океанот. 1937 година. Да. А господинот Алтин заминува во Австралија, му даваме пиетет, бидејќи нели тој е еден од основоположниците на македонските организации таму. Заминува бидејќи со слични проблеми се соочувал и во Па Ристо Алтин ми кажуваше мене како дете и ученик напишал на македонски Ристо Стојков, така му бе презимето. Потоа тој си го зема името Алтин по мајка му Алтана. Или по баба му Алтана, сега не ме земајте за збор. И затоа е Алтин. Исто како Мајкл Радин, што е, или јас по мајка ми сум Перин. Перин, да. И го пријавиле учителите на полицијата грчка. Тие дошле во неговата куќа да бараат литература. Ристо немал никаква литература, меѓутоа од татко му и мајка му, дедо му исто бил печалбар во Америка пред Линденското востание и после Линденското востание, па после татко му и така таа продолжува печалбарството кај фамилијата на Ристо Алтин. И дошле полицајците, го фатиле, го тепале со кондаците, го претепале, го влечкале низ скалта в село, го влечкале низ скалта да го гледат и другите, го направиле. На 16 Да, бил години. толку, 15 години и тогаш тој си дал клетва дека ќе замени од селото, меѓутоа цел живот ќе се бори за македонската кауза и за Македонија. Што и го стори. Да, и го стори. Тој има сведоци, сега не сум само јас сведок, има сведоци, има другари негови кои допатуваа 37 година, 35-та, 36-та. Меѓу нив се ете, како што реков, Стојан Србинов, Ило Малков, Кирил Ангелков, Мик Веловски, Кирил Мурџев од Битолско. Ги има многу, ајде да не испуштам некои од таа прва генерација, да. Сега, едно интересно прашање ми се наметна кога ми кажавте дека ете бугарите во Австралија скоро да немаат заедница, имаат една црква. Колку цркви имаме ние таму? За да направиме после една споредба, сакам конечно да ве прашам зошто е конфронтацијата во Австралија само меѓу македонци и грци? Каде се па нели ако всичките сме българи, нали? Зошто ги нема таму меѓу вас кои што сте заминале 30, 40, 50, 60 година, голем дел по потекло баш од беломорскиот дел на Македонија, сигурно има некои пиринци. Зошто таму не се обидат да го пренесат проблемот? Па добро, грците, бугарите не можат да го пренесат затоа што беше сосечен уште во 30-тите години, кога друштвото Тодор Александров, предводено од МПО, почнале да собираат финансиски средства за цар Борис и за бугарската армија. Тогаш нашите биле лево ориентирани, социјалистички, комунистички, тогаш нели било во движењето тогаш на комунистичката интернационала. Апсолутно, да. И слободата на Македонија ја барале преку тие организации. Како и тука сите македонци. Да, како и тука сите, и впрочем и Република Македонија родена во тој социјализам или комунизам, така да кажам. Тогаш доаѓа до сознание дека македонците од Егејска Македонија не ги прифаќаат бугарските ставови. Не се чувствуваат како бугари, туку се од дедо, баба си се македонци.
Па некој им кажал, нели, дедо и баба, не е Апсолутно, дека и сега Тито не бил пратил еден човек, допис. не бил само Ристо, туку биле плејада Се разбира, на македонци Зборуваме селени за од десетици, стотици илјади. Костур, од Далерин, од Воден, Драма, Кавала, од Солунско, многу ги има. И тие се основоположниците на македонската заедница. Уште од 37 година друштвото Единство е во Перт, а друштвото Гоце Делчев е во Мелбурн со чисти македонски корени. И затоа, например, бугарската пропаганда не успеа во Австралија. Оно што овде може да се уцени, да пробаат да го прават, таму не може да ве уценуваат. Не, Со што не ќе ве можат ниту уценуваат? едните, ниту другите. Ние знаеме да се бориме против грчката пропаганда и бугарската. Меѓутоа, не знаеме ли сме помеки околу македонските мисионери од Република Македонија кои доаѓаат Ги дочекувате со благост, а не знаете нормално, на што видете ќе не сега, доаѓа премиер, доаѓа, например, министр за надворешни работи. И не смее тој да се крие од македонската заедница. И не може да бира таму тој кои се лево, кои се десно, кои се добри, кои се партиски определени. Пред се ние во Австралија многу малку сме партиски определени. Ние сме национално и Македонски македонски определени. Да, ние сме македонски определени. интересира пропагандите како функционираат. Може ли некои конкретни примери, анегдоти да ни кажете? Јас како дете уште памтам, се сеќавам на Џон Марковски или се викаше, Да, фудбалерот. Фудбалерот го носеше маичка со сонцето од кутлеш под дресот. Не знам дали и за Австралија играше или Играше, да. Така, ама знам го казнуваа затоа што при прослава на гол Ја креваше мајицата. ја креваше маицата и го покажуваше сонцето од кутлеш. Сум гледал видеа за тепачки меѓу македонците и грците на фудбалски надпревари. Нели грците си имаат нивни клуб, ние Престон Македонија се викаше, сега е Престон Лајонс, мислам, така? Па добро, тие го извадија тие етнички предзнаци. Престон Македонија всушност се формирана 1947. Фудбалскиот клуб? Да. Па Вардар е исто тоаш формиран. Да. Само да кажам, богата традиција, браво. Да, 47 година е формирана и од 47 година постои до денес. Еве сега пред 2 недели беа тука во Македонија. Да, го видов и тоа. Да, беа во Македонија и одигра еден надпревар за жал со Вардар наместо на стадионот на Вардар, некаде ги однесоа во цементарница, кај цементарница. Изгледа на Ѓорче Петров е тоа игралиште поранешно, бидејќи јас играв фудбал, знам каде беше. И во Битола ги однесоа во Наваци, наместо на новиот стадион. Сега доаѓаат децата млади од таму да ја поседат татковината, да ги видат. Да, чудни одлуки, не знам зашто. Одлуките се несоодветни спрема мене. И Престон Македонија заслужува повисоко и подобро, мислам, третирање како екипа. Каков е ривалитетот сега? И, нели, некои конкретни случаи, борба со пропагандите и така? Заради тој ривалитет на македонците со грците, и има уште еден клуб, Александар, тој беше македонски, го зедоја, ние што ги викаме во Австралија, пушкарите, наши македонци, меѓутоа кои се лојални на грчката власт. Да? Да, има дел од македонците кои се лојални на грчката власт и тие ги подкрепија финансиски, ги подкрепија со членови грци и така натаму, етнички грци, и клубот ни го зедоја и тие. А србите пак ни зедоја црквата во Ньюкастел, Свети Наум, тие немаат светец Свети Наум. И само македонската црква има. Меѓутоа ние зедоја од невнимание што пишува, како е регистрирана. Тоа е многу важно и сега сакам да го пренесам тоа и преку вашата емисија. Многу е важно да се зачуваат имотите на македонските православни храмови и така натаму општини да бидат на македонците во Австралија. Само така можеме ние да просперираме како заедница. Србите како го земаат тој храм во Ньюкасл? Па исто Кога се случи тоа? Исто како и бугарите. Македонците веруваја во Господ, веруваја во сите тие работи што им кажуваше Андреј Велички, бугаринот. Не обрнаа внимание на Конституцијата дека е интегрален дел, оваа црква е интегрален дел на Бугарската православна црква. А додека нашата прва православна црква Свети Ѓорѓи
Местото е купено 56-та година за да се изгради црквата, осветена темелите се 59-та, а 60-та година владиката Наум Струмичко-Злетовски заедно со свештеникот Нестор Поповски и Ѓорѓи Цветковски ја осветија Свети Ѓорѓи 60-та година. Нашите тогаш знаеа и овие што ги кажав, да не ги спомнувам повторно, дека треба да внимаваат на Конституцијата, дека имотот е на македонската заедница, односно спрема законите на Австралија, на финансиските членови на општината. На црковната општина. Да, така. На финансиските членови. Бидејќи во Австралија не можат поинаку да се регистрираат организации. Или се бизнис организации, приватни, или се пак инкорпорација, или пак порано, како што беше и асоциација. Тие припаѓаат ги раководи, например, македонската заедница, од која произлегуваат финансиските членови, а од финансиските членови се избира управа. Управата раководи пред власта на Австралија со финансиите. Одговара, да. Апсолутно треба секоја година да поднеси извештај каде се парите отидени. Немаат право членовите да земаат плата, освен ако имаме вработен свештеник или вработен книговодител и така натаму. Тие се изземени, меѓутоа треба властите да знаат. Значи не може бизниси да се прават преку... Види, тоа што се прави сега со нас, дека црквите биле на Ристо Алтин, на Ицо Најдовски, па на Писевски, не знам на кои други луѓе, тоа е апсолутно ноторна лага. Кој е тој македонец што ќе сака да има црква, каде што ќе има погреби, каде што има крштевки, каде што има свадби и тој да земи пари за фамилијата? Еден нека ми се јави во Австралија сега, нека ми се јави еден човек што има таква желба. Македонската заедница ги создава црквите заради погребите, што не сакале да крштеваат во српска, бугарска и грчка, во англиска не разбирале. И тие како го дочекале владиката Наум и Нестор Поповски и Ѓорѓи Цветковски па плачеле на осветувањето. Црквата е неизбежен дел од идентитетот, не само црквата, нели верата, но конкретно кога се македонците етнички Македонската прашање, православна црква низ вековите играла голема улога и истото го прави и Охридската архиепископија. Архиепископија до ден денес. Така е. Христијанството се појавува во Македонија уште во првиот век со доаѓањето на апостол Павле. Потоа имаме Јустинијана Прима, потоа имаме Кирил и Методија, па имаме Охридска архиепископија. Свети Климент и Наум Охридски. Како нели пробала грчката пропаганда да преку црквите да се инфилтрира некако? Па не само грчката, 1960 година македонците беа спречени да ја регистрираат црквата Свети Ѓорѓи и беа однесени на суд од грчката православна црква, од српската и од бугарската. Она што се случуваше овде за време на Балканските војни и Првата светска војна и Втората светска војна се пренесе на територија на Австралија. Без оружје, фала Богу, но без со сите оружје, други методи. Сепак со сите други методи и обид за асимилација и сега судскиот спор се води со месеци, додека судијата им велел, јас имам забележено, сега хајде да кажам и тој настан, понеделник одам за Хрватска во Пула, каде што ќе зборувам за улогата на Македонската православна црква во Австралија, каде што има одлична улога, каде што го собира македонскиот народ и црквата наша е лицето на македонската заедница. Меѓутоа, информациите кои доаѓаат од одредени владици и свештеници, поединци, не се во согласност со настаните кои се случуваат во Австралија, не се во согласност со финансиските извештаи кои се представуваат овде дека оваа црква ја краделе, оние, другите краделе тие. Никој нема што зема пари од вакавско. Така ние велиме, вакав е и никој не зема... Ваковско место, свето место, да се разбира. Да. Луѓето ние се плашиме, нормално црквата си ја сакаме и заради венчавки, крштавки, погреби, да можеме на мајчин македонски јазик и да се кажуваме македонски. Штета што овоземни страсти знаат некогаш да ги буричкаат работите кога се во прашање духовни правила, принципи, начин на функционирање, но таков е животот.
пробале да Сега да земаат довршам, цркви. ако ми дозволите, Повели, бидејќи повели. многу е значајно за македонскиот народ и во Егејска Македонија и Пиринска и насекаде во Албанија, па и овде, да знаат дека првите судови со грчката црква, бугарската и српската беа 59-та година. 60-та година продолжија забраната од општината Фицрој и од власта во Викторија. После тие судски спорови, судијата еднаш им рекол, впрочем, на нашите, на македонците, јас не сум владика да давам благослов вие да отворате црква. Јас сум судија. Еве што пише овде, не можете. Вие не сте деноминација, немате црква во Македонија, ние тогаш бевме под српска юрисдикција. Да. Дури 67 година македонците прогласија независност. А 60-та година Свети Ѓорѓи беше осветена. И то од наш владика. Разбирам. Така. Разбирам. Сега, на крајот, еден од адвокатите им придол на македонците и македонците што барале, се знаело, преку телевизија, преку медиумите, печатените, радијата и така натаму, во член, не го памтам дали е 11, од британскиот устав, на британската империја тогаш, пишувало дека 11 души, група од 11 души, без разлика што нација се или етничка припадност, можат да се регистрираат црква. И само 11 да се 11 да се, да. Повеќе од 11, а не помалку. И нашите се собрале. Да, и судијата одобрил да се регистрира црквата, да биде собственост на македонците и еве до ден денес Свети Ѓорѓи е водечка црква во иселеништвото. Прва црква, после Свети Ѓорѓи пак се појавија во Перт, во Аделаид, па отидоја во Америка, во Канада. Така да Свети Ѓорѓи можеме да речеме дека е храм, мајка црква на другите цркви. А само во Мелбурн се 10, така? Во Мелбурн се околу 10. Сиднеј како стоиме? Сиднеј? Во Сиднеј се 6 или 7, ама во Мелбурн, бидејќи е втор македонски град по големина, нормално е да има... Во Австралија, град со најбројни македонци. Да. После Скопје ние сме во Мелбурн. Втор македонски. Сега разбрав. Добро. Србите до Токија, ние до Мелбурна, може да. ние да. Какви други прилики, неприлики имало, ме интересира вака низ годиниве со грчката заедница и дали, освен навивачките тепачки, и дали од 91 навака сега има некоја надолна линија и смирување на работите, или по околу референдумот имаше пак некои искричења? Па со референдумот имавме и демонстрација, го се сеќавате 2000. За тоа знам, но дали грците имаа контрадемонстрација? Паралелно, да. Да, стварно? Да, паралелно имаја. Тоа не го знаев. Иначе ви имавте големи, баш големи... Па тие не можеа да се соберат толку многу. Иако се на попис двојно повеќе, наводно. Да. И не можеа да се соберат, меѓутоа ние бевме многу погодени. И знаевме дека тоа е предвестник за сите влади во светот, не само за австралиската, за бришење на идентитетот на македонскиот народ. И после 20, 30 или 50 години ќе се наметни северно македонци. Неизбежно е тоа дека ќе се наметни. Према името на државата доаѓа и идентитетот. Јас мислам отпорот ќе постои, дури е жив последниот Отпорот македонец. ќе постои, меѓутоа видете и денес спрема граматиката на Германија, ние сме северно македонци. Според германската граматика, да. Да. И сега ние за Јужна и Северна Кореја не велиме корејците, туку велиме севернокорејците. Ицо, најважно е за нас како ќе сме ние, нели? Ние да не изгубиме, да не добиеме помрачување на македонската радиопрограма. Тоа е, by the way, патем, by the way, видиш, програма што ти ја водиш колку време? 30 години. 30 години, ти си еден од водечките гласови на македонците во Австралија и буквално, нели, преку твојата радиопрограма. Да, и јас често пати знам да им кажам на нашите луѓе кои малку сакаат да толерираат околу Северна Македонија, дека лесно е, еве и овде ќе земам телевизија Алфа, лесно е јас и Богдан да бидеме овдеки македонци патриоти во ова заграденото. Меѓутоа, кога ќе излезеш надвор од Македонија, вратата, да. Кога ќе излезеш, кога ќе одиш да бараш пасош, пишува граѓани таму.
лична карта пишува граѓани. Па зошто само ние во светот да сме граѓани? Еве јас слушам, велите Скопјани, Битолчани, меѓутоа кога станува збор за македонци, граѓаните на Македонија, кога станува збор за албанци, за срби, за роми, за турци, ги именувате. А кога ќе дојдеме ние македонците, да не ги навредиме другите. Па како ќе ги навредиме? Аз тука сум, постојам, нишан сум жив. Жив нишан сум како македонец. И што сега? Овде треба да видам јас граѓанин на оваа држава. Види, и албанците се граѓани на Македонија и турците. Тоа е граѓани на Македонија кога се обраќаме на сите. Иначе, да, меѓутоа видите во Австралија, македонците се државотворен народ и народ поради кој што постои оваа земјата. Во Австралија, во Америка не сте слушнале политичар или некој научник да речи the citizens of Australia. Велат Australian people, Australian nation. Разбирам. И ние треба да се прилагодиме кон тие водечки трендови. Во текот на референдумот, жестока кампања наша, без голем одговор од грчка страна, мислам дека допрва ние ќе се занимаваме пак со грците, но сега на ред дојдеа, нели, бугарите, така, реденката како што ни ја прават, благодарение на подпишаните договори 17 и 18 година. Ти беше еден од исто противниците на договорот за заедничка историја со Бугарија. Едно од првите нешта што ја направи таа влада на Заев тогаш, од кој што и ден си влечеме последици. Чисто не да те вовлекувам во политички теми, но еве сега некои црвени линии, червени линии се предлагаат тука кај нас, се чини дека повторно еден дел од политичкиот спектар, денешната опозиција, како да не сака да се откачи од политиката што претходно ја водеше од позиција на власт, и упорно инсистира на промена на уставот согласно барањата на комшиеве, како што нумиле така да тераат. Како тебе ти изгледа сето тоа вака и од дистанца, ама и кога си тука меѓу твојот народ? Ма со две реченици ќе го кажам тоа. Слушам. Првата реченица е колку пратеници добија? 718. Втората реченица е треба да се дерегистрира СДС. Не можат тие да ни менуваат нас идентитет. Не можат тие да ни наметнуваат нас и да ги прифаќаат овие што доаѓаат. Желбата на народот се каже на 30 октомври. Ние излеговме, референдумот беше неуспешен. 30 септември. Септември, пардон. Да. Ајде да го споредиме овој референдум со на Шеќеринска, овие прашања, некои прашања не заслужуваат одговор. 2004 година. И 2004 година дел од територијата на Македонија се одделува. Еве и денес гледаме. Формално правно се прави сериозна промена, сериозна промена која со редизајн. Па сигурно сега во наредните 50 и на 100 години ќе видиме резултатите, може моментално. СДС не внимаваат на тоа, меѓутоа како носители на Комунистичката партија на Македонија и наследници и на оние интелектуалци и оние борци кои не беа комунисти, речеме како Методи Андонов Ченто и многу други. Македонските партизани биле национално определени. Точно, не идеолошки, апсолутно. А не идеолошки. И ние треба да го почитуваме тоа. Треба да го испочитуваме тоа. Мене некако Зоран Заев не милиши на наследник на Киро Глигоров по никој основ, но па видите, ние не се страмиме да кажеме дека такви личности како Зоран Заев и некои други личности кои се недостојни, кои не се ја почитуваат својата мајка, својата фамилија, не можат тие да бидат да ја водат државата. Тој одеше во Швајцарија кај албанската диаспора, нели, албанците од Македонија кои што живеат таму, да шири, да бара гласови и да раскажува политички говори. Дошол ли во Австралија да бара поддршка од вас? Па не може да дојде во Австралија, како ќе дојде во Австралија? Во Австралија не можат да дојдат такви политичари. Тој ќе биде катастрофа. Мислам, не сакам да зборувам за последиците. Добро, кога нашата младина, нашите деца сега, или пак ние кога бевме, па и другите млади кога беа, кога тие се спротивставува на пропагандите на грчката, српската, бугарската, па тие беа исправени македонци, еве и сега. Истото е. Македонците си ја бранат честа во Австралија. Дали треба тоа да биде на стадион, на улица, дали треба во образованието, дали на работно место, во училиштата. И сега со постапката на Зоран Заев,
и на СДС, ние имаме проблеми во Австралија и Канада, Америка. Сметам дека истите проблеми. Доаѓа син ми се враќа од школа, вика Северно Македонец ме вика грците. Какви идиоти. Па на школа што кој ќе го забрани да те вика Северно Македонец? На работа кој ќе му забрани? На улица, во шопинг центар. И имаш проблем. Ти наметнува проблем што например во Австралија ние е непожелен и ќе се бориме цел живот против тоа и нема да дозволиме додека не се случи промена на австралискиот устав. Ако се случи таков устав, тогаш ќе настрадат и другите етнички заедници, не само македонската заедница. Нормално, затоа и Австралија се пази од тоа. Не им е лесно и на нив. А во уставот стои, наведени сме во австралискиот устав? Не. Не? Не постојат во Од кој Австралија. аспект промена на уставот мислите? Или во однос на правата на На заедници? правата на етничките групи, бидејќи мултикултурата се донесе некаде во 80-тите години. Во догледно време, не знам понатаму, не можам да предвидам до тој степен. Меѓутоа, ако дојде до промена на уставот, каде што ќе им се земат правата на етничките заедници, кои се околу 275 во сега во Австралија, и ја сочинуваат австралиската нација. Ние сега имаме 3-4 имаме малцинства во Македонија и сакаме Македонија да била мултиетничка. Па како ќе биде Македонија мултиетничка кога имаме држава на грци, држава на бугари, држава на срби и на албанци? Да. А зошто ние имаме во Македонија само граѓани? Ние сме мнозинство, нели? Така е. Па ние сме носители на државноста. Точно. Кој се изборе за државноста? Најмногу македонци. Па Сите нормално. заедно најмногу македонци. Па, македонскиот народ. Математика е во прашање, да. И сега гледате како сето тоа се менува и не носат, онаму не носат каде што во 1878 година во Берлин се донесе таа фамозна одлука македонскиот народ да нема држава. И сега се враќаат, тие ги имаат истите ставови, дали е Франција, дали е Англија, дали се Германија и другите големи сили. Истото прашање го третираат и денес. 92 година Лисабонска декларација, Македонија не сме да има име Македонија. Така е. Тоа е Берлинскиот конгрес. Тоа се Балканските војни. Тоа е Првата светска војна. Тоа е Втората светска војна. Тоа е независна Македонија 91-92 година. И денес се соочуваме ние со Зоран Заев и со Калас и со некои други повторно да доаѓаат сега овде во Република Македонија да ни нудат што? Зоран не велеше Заев дека ќе течат евра по улиците? Со тоа сидрото негово. Меѓу редови, да. Каде е сега Зоран Заев? Во Дубај? Каде е Филипче? Во кампања, сега е голем патриот. Македонскиот народ сега треба да им кажи, да му даде црвен картон. И ништо не е тоа погрешно. Не е погрешно. Во Австралија се случуваат такви работи каде што пред 6-7 години македонците знаат во Квинсленд за малку ќе беше дерегистрирана лабористичката власт, партијата. Од да беа на власт, гласачите ги му оставија само 3 пратеници. А беа на власт. И од власт падна на 3 пратеници. Да, со можност да се дерегистрираат. Оти немаја. Вау. А ние се плашиме да не гласаме. Па нема да гласаме. Не е во интерес на македонскиот народ, не е во интерес на македонската нација. И ние треба да се насочиме кон градење на македонска нација, каде што ќе бидеме како Австралија, Германија, како Англија, британските... Бугарија, Грција. Така? Да, Грција. Ништо ако ние во Бугарија го сменат уставот, да им дадат право македонци. На турците да им дадат право 1.502.000, македонците се околу 300.000 званично. Меѓутоа, оние од Егејска Македонија во Бугарија се спрема и некои извори, јас што имав интервју, велат дека се над 2 милиони. Владимир Владимиров тоа ми го рече, ако се сеќавате, ако го знаете. Добар дел од нив ја прифатиле бугарската
верзија на настаните се инкорпорирале во бугарската држава, некои ја раководеле бугарската држава, као на пример Андреј Љапчев од Ресен, кој што е малтене меѓу таткото е малтене на модерна Бугарија, современа Бугарија. Но не и се. Имаме некои 15 на 20 минути до крај, лета времето. Тек за историја, ако фатиме да зборуваме, нели во некоја следна прилика, кога нема да е изборен период во кој што до време траењето на емисијата ми е ограничена. Сакам да се оградам, јас не сум партиска личност. Ти си македонец и нема потреба да се оградуваш од ништо. Апсолутно. Си имаш твој став и си окажуваш твојот став и тоа е тоа. Нема потреба никакво оградување. Ти си повторно дојден овде со мисија. Нели во рамките на борбата е и оддавањето должно почит кон некои подзаборавени херои на македонските народни борбени движења низ годините. Би замолил режија да го покаже мојот лаптоп, да покажеме на слика гробот на Илија Димовски Гоче во Скопје. И ева вака ќе зумирам малце. Ева го Ицо, ева го Илија Димовски Гоче. Имам уште една, нели, каква е положбата, ева и ликот да го видиме. Кој е Илија Димовски Гоче, на кратко, и зошто сте решиле сега да му направите, направена е додуша бистата, да, направена е бистата и бистата сакате да биде поставена во алејата на великаните, каде што е неговото вечно почивалиште. Така. Видите, Илија Димовски Гоче, јас прв пат како личност го среќавам, мислам, 85-та година во просториите на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, или односно Свети Ѓорѓи. Слика имаше од него, од неговата чета, неговиот батальон, и се заинтересирав да видам кој е. Особено внимание ми привлече Гоче. Зошто не е Гоце, туку е Гоче? И ги прашав нашите од егејски оддел на Македонија, и ми ка, ние за Гоце велиме Гоче. Аха. Добро. И некој од нив имене ми вика наместо Ицо, Ичо. Така, тие се диалектите во Костур, во Лерин и кај дел од македонскиот народ. Се заинтересирав, ми кажуваа нашите дека бил командант, дека бил на Вичо, на Грамос, дека претходно бил во Втората светска војна. Најмногу почнав да истражувам, тогаш не истражував, меѓутоа информациите ги добив. 2008 година славевме 60 години на Институтот за национална историја и покојниот академик Блаже Ристовски ми преиде, ми вика Ицо, ќе треба ти да се зафатиш со истражување и пишување за историјата на македонскиот австралиски народен сојуз во Австралија. И се да не ти биде кажано, вика наредено, ние ќе сакаме да докторираш овде во на Институтот за национална историја. Кон тоа се приклучи и Тодор Чепреганов и некои други мои колеги. Почнав со истражување 2008 година, наидов на архивите на Австралија и Британија, каде што Винстон Черчил зборува за Илија Димовски Гоче. Черчил? Да, го има во архивите. Вау. И јас мислам, тие пратив тебе таја со жолто обележани, каде што се. И ако ги решивме проблемите со лаптопот и ќе покажеме, но не се да не губиме да не губиме време. Сега значи бил важен борец и во времето на во втората светска војна тој се одделува од Елас, од Даг и влегува со неговите 3 батальони, Костурски, Лерински и Воденски, формираат на 18 ноември, на 18 октомври, 44 година во селото Велушина Битола се формира првата егејска ударна бригада. Влегуваат во Битола, се ослободува Битола, па знамето се кај пожарната во Битола, таму го доделуваат на Илија Димовски и од тука соработката со југословенските партизани и македонските се зајакнува, го праќаат со неговата бригада во Тетово да се бори против балистите, во Гостивар,
учествува во ослободувањето на Тетово, на Гостивар, понатаму оди слегува долу Кичево, Дебар, Струга и повторно во егејскиот дел на Македонија. Значи станува збор на некаде околу 2000 македонски партизани кои биле позади Илија Димовски Гоче. И се бореле низ цела Македонија? Низ цела Македонија. И според тебе тој е еден од најважните наши дејци во изминативе 150 години? Па истражувајќи ги документите, архивите, сметам дека после Гоце Делчев и Методи Андонов Ченто, дека Илија Димовски Гоче е на трето место. Бидејќи во егејскиот дел на Македонија тој беше многу видна личност и македонците од егејскиот дел на Македонија го прифатија, го слушаат, војуваат, губат животи, борби и така натаму. И создава тој едно сомнение, односно создава страв од другата страна, особено кај британците, бидејќи поделбата на сфери на влијанија помеѓу Советскиот сојуз, Сталин и Черчил е направена октомври 1944 година. И тогаш се тие поделби на влијанието. Грција оди со Македонија, егејскиот дел на Македонија, 95% како британска колонија, влијание преку Грција. Југославија е 50-50, додека Бугарија и Романија се 100% се на Сталин или Советски. Фамозна салфетката од Јалта, каде што се салфетката, каде што се испијаниле со водка. Черчил и си го поделиле светот? Да, го поделија светот, источноевропските земји, тогаш Полска, овие Чешка, Словачка, па нагоре, СССР. И Македонија повторно била она што реков жртва, дека Македонија за подкосурување. Македонскиот народ повторно и Втора светска војна во Техеран 43 година и Јалта 45 година потврден е Берлинскиот конгрес и Македонија може да има автономија или држава во рамките на Федерацијата Југославија, а не како посебна држава. И против македонците ќе се борим. Така, и Илија Димовски Гоче учествува, односно го води македонскиот народ 46 до 49 година, додека како што вели Винстон Черчил, вика дека ќе мораме ние да ги извадиме македонските партизани од леринските села, од воденските села, од костурските села, преспанските села, да ги извадиме на отворено поле, на фронтална војна, кога се употребија и напалм бомбите на Грамос и на Вичо и на страда македонските партизани под закрилата, да речеме, или предавствата на Захаријадис и на Маркос. И што рече на Маркос Захаријадис кога се врати? Вика, ние војната изгубивме, ама ги избркавме Македонија. Така е. Ја добивме Македонија. Ја добивме Македонија. Значи голема борба тој и издвојувал за грчките интереси, национални интереси. Ја добивме Македонија. Ако не е Македонија со ние плодни полиња, Воденско, Костурско, па Леринско, и пола туризам во Грција денеска во Беломорскиот дел на Македонија. Така, и затоа се тие борби. Сега, грците го гонат Илија Димовски Гоче 49 година, тој доаѓа овде во Скопје. Умира 1961 година. Гробот му е одма до Михајло Апостолски во алејата на великаните. Каде што му е местото. Меѓутоа, од она моje истражување, снимки и така натаму, се гледа дека е запоставен гробот, односно вечното почивалиште. И сега идејата беше да се издигне таа биста, тој споменик, бидејќи човекот заслужува да биде меѓу останатите македонски борци. Ништо повеќе, ништо помалку. Ќе направиме посебна емисија и за неговото дело, меѓутоа честитам и аплаудирам на вашата благородна битка, мисија. Изработена е бистата и како што чув, утринава веќе сте имали некој состанок со претходно сте имале административни проблеми со град Скопје, меѓутоа веројатно веќе се отклонети со лицата кои што ги раководат градските гробишта и дека конечно ова ќе ја види светлината на денот, може наскоро да очекуваме тоа да се случи? Па видите, би требало до
4-5 ноември да биде се завршено, да го откриеме споменикот, па да направиме Ти го продолжи престојот во Македонија за уште 10 дена, токму за да бидеш сведок, да бидам присутен. Да бидеш присутен. Видите, задоволството е големо, меѓутоа и одговорноста е голема спрема дарителите. Финансиските средства не се мои, јас учествувам таму. И ти донираш, да. Да, и јас донирам секогаш прв. Не Lead by example, така. Да, апсолутно, секогаш прв. И сега тоа го правев, но меѓутоа одговорноста на македонците кои имаат доверба во мене, кои веруваат во мене овие изминати 40 на години, јас не смеам да ја изиграм сега, после 40 години. Затоа бев и толку упорен, настојував и па и дори ќе го продолжам за 10 дена, 15, 2 недели. Телевизија Алфа ќе биде присутна во моментот кога ќе се открие ова биста. Се надевам дека ќе бидат и апелираме до градските власти да бидат експедитивни, да излезат во пресред, бидејќи се работи за една благородна кауза и македонскиот народ и сите граѓани на Македонија, покрај македонскиот народ, да знаат за некој да научи, некој да се сети на еден голем човек кој што тргнал од Егејска, се тепал низ цела Македонија, се вратил во Егејска, па го прогонувале, но се борил за слободата на Македонија и на сите македонци и сите останати. Па видите, благодарам многу на телевизија Алфа, особено на вас, Богдан, што се заинтересиравте и што возможивте да зборуваме околу македонските работи, што велеше Крсте Петков, Мисирков. Сакам уште една реченица да додадам. Илија Димовски Гоче има внука од ќерка му во Шведска. И таа ми се јави мене. Ицо вика, сакам јас да присуствувам. Прекрасно. Да, таа ми чинам дека е оперска пеачица. Браво. Да. И така се јавија и некои други роднини овде во Скопје, а многу ми е драго што таа од Шведска ќе дојди. Фантастично. А внука му е на Илија Димовски Гоче од ќерка. Добро е што има наследници една таква револуционерна македонска крв, па каде и да седни Светов. Ги поздравуваме и да, одлично е што ќе дојдат и членови на семејството, како и сета ваша иницијатива. Да нагласам уште еднаш поради изборите, јас во мојата емисија не смеам да имам политички блок на реклами, па истата мора да заврши неколку минути пред полноќ за да по закон одат политичките реклами. Затоа е овој скратен и забрзан формат. Тука морам да го завршам нашиот разговор со благодарност до тебе и за гостувањето и за се што правиш. Во некоја следна прилика ќе зборуваме и за историја и за 30 кусур години на радио искуства и за твојот богат животен пат, поддршката од семејството и така натака, но ги поздравувам членовите на твоето семејство, членовите на македонската заедница во Австралија и тебе особено. Повели за крај, па се гледаме во некоја следна прилика. Уште еднаш сакам да се заблагодарам лично на вас, на телевизија Алфа. Во секое време. И на македонците кои донираат финансиски средства овде и во Канада, односно во Австралија и во Канада. Ицо Најдовски Перин, се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Следна средба утре по 22:30, дотогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци и некои од нашите кои одат во Австралија не правете работи кои што Бог не би сакал да ги правите, особено ако го се тврдите како представувате него. Добро ме Македонијо, главата горе.